Почитувани љубеници во литературата, културата, уметноста, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Јас имам навистина голема чест и привилегија денес да разговарам со еден од нашите најпродуктивни, најистакнати дома и во регионот, филмски и театарски режисери Александар Поповски. Чинам дека не би можела да го најавам во една или две реченици, тој е тука со нас и јас веднаш ќе му посакам добре дојде. Добре дојдовте во Астрорум. Благодарам многу, голем поздрав. Се наметнува прашањето, зарем може сите наши успешни уметници, луѓето од областа на културата, да мораат прво да се потврдат надвор, а потоа да бидат сериозно сватени дома. Мислам дека таа карма ги следи сите од Лепи Сол, да не ги наведуваме сега музичарите, мене ми е тој домен најблизок и со вас се случи истото. Вие влеговте на голема врата со текстот Дејан Дуковски и ќе ве прашам, ММЕ, како се започна прво да морате да се потврдите во Хрватска, Србија, Словенија, Турција, а дома се уште да ве немаме онолку колку што сте заслужили или колку што сме заслужиле ние? Не, знаеш, јас веќе нити немам некој однос кон тоа што сум успел дома, што сум успел надвор и на кој начин тоа се случило. Едноставно некои работи тогаш има некој свој природен. Многу брзо како почнав да се занимавам професионално со режија, особено театарска, дојде една многу важна награда на фестивалот во Битев, во Белград, Битев. Ние со таа представа со ММЕ го отворивме еден од најзначајните европски фестивали во тој момент, Бонар Биеналето, каде што беа големи звезди. Во тоа време, денеска се големи звезди, во тоа време беа на некои своји почетоци, ама ние бевме далеку пред нив. Единствената разлика беше помеѓу нас, тогаш, да речеме, луѓето од театарот многу добро знаат кој е Остермајер. Остермајер беше таму со една малечка представа. Ние бевме, да речеме, главните звезди. Потоа веднаш берлинските театри го повика Остермајер и му дадоа да води многу важни германски театри, а ние се вративме дома во Македонија како да ништо и не било. И најверојатно самиот тој наш однос кон нас самите, тоа е тема која што толку пати сме зборували. Мислам дека е излишно било што да кажеме за тој однос кој што го имаме према самите себе. Допринесува за сето тоа, од друга страна па те прави посилен, ти дава една друга моќ која ќе видиш дека може да се справиш со други театарски куќи, со други средини, со други луѓе, со други култури, и тоа те прави посилен. Да речеме, за мене всушност најубавото искуство и доаѓа од запознавање на новите средини. Некои наши уметници одат на екзотика, она што другите не го слушнале. Меѓутоа, кај вас представите се редеа, ни помалку ни повеќе, со Шекспир, Бихнер,
да споменеме Добро Србљановиќ, што исто така не е мало име на овие простори, Горан Стефановски, Дејан Дуковски. Тоа значи дека може да биде меч со две острици. Не ви се случува некои алтернативни театри, тоа беа или оние на кои што секој би сакал да постави на чија сцена представа и оние култните. Да не ги споменуваме Гавела ули, Сателје 212, Народно позориште, Словенско младинско гледалиште и така натаму. Значи, од голема по голема сцена. И авторите беа тие кои што беа. Не ве фати некогаш страв, сомнеш, дали ќе можете да ја следите таа траекторија која што постојано одеше напред и угоре? Јас никогаш не гледам нови генерации, стравот е многу присутен. Во времето кога ние почнавме, или барем така мене ми се чинеше, не морам да признам дека не познавав страв од овој тип како што денеска го чувствувам и гледам дека луѓе, младите особено го имаат. Повеќе имав нешто што е страст, повеќе имав нешто што е огромна желба да направам нешто. Значи мене не ми беше никаков проблем. Јас само чекав да ми кажат каде и јас знаев дека можам. Значи што можам, кој знае што сум си мислел тогаш што можам да направам. Ама мене ми се чинеше дека можам се. Значи кога се поглед мене јас можам подобро од ова. И сето тоа го гледав како еден огромен предизвик. И во комбинацијата со материјалот, значи во комбинацијата со текстот, мене секогаш ми било многу важно што е тоа што во моментот го чувствувам и на кој начин тоа се доврзува со приказната која што ја раскажува. Тие две работи ми даваа некоја сила и се разбира кога ќе ти успее еднаш, кога ќе ти успее уште еднаш, потоа добиваш таа нужна самодоверба. Да не забораваме, јас имав одлична школа. Нашата академија беше изворедна, имав многу важни професори како Слободан Унковски, Горан Стефановски, Столе Попов, кои што беа вистински мајстори. Да речеме, јас како дете, кога воопшто прв сум се сретнал со театар, сум се сретнал со преку представата Диво месо и преку тие два автора. Кога дојде време да учам од нив, па немаше поубава работа за мене. И значи, наоружан со некакво, не со некакво, него со добро познавање на театарскиот јазик, мене ми беше многу интересно да се впуштам. Ми се чини дека прва представа надвор беше Белград, Ателје 212. Прето имав една понуда за Народното позориште во Белград, кое што не ми одговараше, бидејќи бара од мене да направам представа базирана на конфликтот меѓу србите и хрватите. И јас рекав дека тоа не знам да го работам и дека не сакам да го работам и ми рекла, ама може да се случи да не работиш веќе во Белград никогаш. И јас рекав, добро, ајде, ќе видиме што ќе се случи, како ќе се случи. Неколку месеца подоцна, Ателје 212, добив покана таму и ја работев представата Роберто Цуко. Потоа таа ме однесе дури до Каракас на фестивал. Таа донесе други представи и едноставно после тоа се стана нормално. Јас знаев дека каде год да дојдам, ако направам една представа, ќе добиам уште една представа. Мислам, малце звучи како фалење, ама јас знаев што знам. И знаев дека ако го направам најдоброто што можам да го направам, ќе следува уште една покана. Споменавте... Да сомневаш во себе, мислам, сите ние се сомневаме во себе. Никаква гаранција не е тоа што си направил една добра представа. Ти секогаш можеш одново да почнеш. Ама стравот не е добар, стравот те држи долу. И кога разговарам со некоја помлада генерација, стварно ова време го направи да се плашат луѓето многу, да стравуваат. А уметникот што стравува тешко може да твори. Тоа е проблемот. Споменавте на вистински ментори во вашиот живот, Горан Стефановски, Унковски.
тоа се луѓе што не наметнуваат своји ставови, туку отвораат нови перспективи. И сега да не се лажеме, секој пред себе има некаков пример, рол модел. Вие сигурно сте гледале филмови, представи, што си посакувавте, кој стил, која естетика, од кого да избегате или кому да бидете поблизок, имавте чувство за времето во кое што се создава, што ви претходело, каде можат да се отворат некои нови аспекти? Знаете како, таа наша генерација, за нас беа важни неколку работи. Прво беше музика, значи што слушаш, на второ беше место пак музика и што слушаш. На трето доаѓа жанровите, значи дали во тоа време беше New Wave, дали е панк, дали си металец. Потоа доаѓа филмови и доаѓаше книга. И се развија театар. Ама првенствено беше музика. Многу малку се занимававме со политика, нити малку, освен со исмејување. Речеме. И воопшто не интересираше кој е председател на Путинсова. Работите кои што ги примавме од овие области на уметноста беа клучни изречени и кога самиот на себе гледам денеска, гледам колку многу тие работи влијаеле на мене. Бидејќи кога си млад, а тоа зборам за некој период на крај на основно училиште, гимназија, факултет, работите не ги разбираш до крај и ги примаш на еден емотивен начин кој што се запишуваат на поинаков начин во некаква твоја начин на твое мислење. И можеш ти после тоа да читаш книги, да учиш и да гледаш филмови. Тоа го правам и сега. Ама не можам на тој начин како што тогаш силно сум ги чувствувал работите. И сега ќе те дрмне нешто, ама сосема поинаку. Го разбираш, да речеме. Или имаш однос кон него. Во таа смисла ми се чини дека паралелно со академијата го имавме тоа училиште и да не заборам, јас сум од прва година гимназија по цел ден во Дом на млади 25 мај. И таму е изворот на многу информации и таму сретнувам многу луѓе. И затоа мислам дека денеска тој недостаток на однос до уметноста, тој недостаток ги раѓа сите овие аномалии кои што денеска ги живееме. Значи, ние филозофијата ја изфрлишме од живот, луѓето веќе немаат потреба за филозофија, што ќе ти е тоа? Тоа е нешто што можеш на факултет да учиш ако сакаш. А филозофија ти треба за да можеш да живееш. Еве денеска кога се соочуваме со оваа чудна болест за која што никој не знае нити да ја објасни, гледаме колку е важно нешто друго. Нешто за што постојано убедува дека не е важно последниве 20 на години. И ми се чини дека допрва доаѓаат добри мигови за филозофијата, за уметноста, за архитектурата, за она што човекот го прави и го разликува од животот. Го споменавте Македонскиот народен театар. Едва и чекаме да се вратите, но никако вашето враќање да се оствари, да биде подолгорочно. Си заминавте од функцијата председател на управниот одбор таму и така постапувате. Вашите ставови се непоколебливи. Одлучни сте да ги смените состојбите ако видите дека е тоа губење време, а ако не постои база за такво нешто, си заминувате. Зошто кај нас конечно не им се дадат институциите, состојбите на стручните лица? Зошто не се професионализираме конечно, зашто ваквото од тие што не ги биѓава што велите вие во културата, сите отидоа во политика, ама тие ни го кројат животот, па и овие што ги биѓава за култура не можат да се остварат. Јас лекцијата ја научив уште како мал, бидејќи бев влюбеник во Че Гевара. Кога ја најдов приказната за тоа
кој го предава и кој го убива Че Гевара, сватив дека единствено што треба да внимаваме да не ми се случи исто. И значи идејата е прекрасна. Брехт вика им побегнав на екулите, ги победив тигрите, ме изедоа губашвабите или вошките. И кога ќе видам дека превише вошки ми се собираат, има два начина. Еден е да апсолутно влезеш со DDT внатре и попрскаш се, и друго е да се заменеш, бидејќи животот е многу повреден од толку губење време на вошки. Вошките одат на тамо кај што е немиено, значи кај што не е исчистено. А ние никако да се договориме дека треба да се исчистиме. Тука не мислам на никакво кој ќе кажам чистење, тоа чистење на Балканот има еден лош презнак, мислам на миење повеќе. На друга да се исчисти, да се измиеш од нешто што е побрано, го влечеме, што е валкано. И ако некој ми понуди можност да го направам она што е исправно, ќе го направам до крај. А ако ја немам таа можност и ако морам постојано да ги влечкам вошките со себе, тогаш нема да го трошам времето на тоа. Она што се насобира е таа нечистотија, и после тоа ти веќе ништо не ни гледаш. Ти мислиш дека малце ако ги забришеш, дека нешто си прогледал, суштина тоа е насобрано многу. И во таа смисла ми се чини дека мене Македонија многу ми значи. Во моментов работам како уметнички директор во Марибор, во Словенија, во Националниот театар. Тоа беше за мене голема чест. Мислам дека сум можда и единствен кој што е таму од странците на таква државна функција. Сретнувам таму и други луѓе. Знаеш, сретнувам јас македонци таму имаме ние еден многу голем и многу значаен кардиолог, кој исто така отиден затоа што сака да си ја направи работата како што треба. Кога ќе се договориме, знаеш зашто интелектуалците во стара Југославија имаше радници, селјаци и поштена интелигенција. Власта никогаш не ја сакала интелигенција, освен поштената интелигенција. И кога ќе се сетиме, мислам да речеме проблемите, јас кои што ги имав во некој минат период, беше со таа поштена интелигенција, која што беше во служба на власта. А од друга страна, ниту една власт не сака паметни луѓе. Ниту една власт не сака паметен човек, бидејќи нема причина зошто паметните луѓе не ги управуваат институциите. Ти 2 и 2, ти ќе видиш, тој знаеш дека само што тој сака да биде така како што треба. И таму нема стрина, нема баба, нема вујна, нема овој не владика, овој не е владика. Нема од тој тип. Се додека не дојде можност таа непоштена интелигенција да може да ги управува. Никој од нас не сака власт како власт. Мислам, тоа не ме интересира. Ама институции, како би можеле ние да ги направиме убави институции. Како би можело тоа да биде, знаеш, кога ќе чуеш, имаш тие луѓе што можат цуд да направат во Македонија. Само ќе дојде време, ми се чини. Знаеш, ќе дојде време бидејќи луѓето се и уморни, а не можеш ти да му свириш стално иста. Тоа ти е као, ајде сега ќе го слушаме, ќе сме ја пееле 82-а, не знам која песна таму, Нови фосили, и после тоа сме пиеле, па сме ја пееле на крај на 80-ти, па 90-ти, па денеска, ајде уште пак ќе се напиваме на нови фосили. Не можеш да пиеш. Така и нашава работа. Не можеш цело време со истата мелодија, со истата нема. Сето да отиде напред и назад. Да. Интелектуалците кога ги споменувавте овие работи, како да ми извира ликови од драмите на Нушич,
Значи, историјата се повторува. Тој само се мајтапел, но таму се јасно прикажани сите овие состојби кои што ги живееме, сме ги живееле. Но кога рековте, не можеме една иста песна, да ве прашам за трендовите. Многумина сакаат својата непродуктивност да ја припишат на тоа дека постои криза во музиката, криза во театарот, криза ваму, криза таму, дека сме ние осудени на едно време транзициско, постојана транзиција. Да, вистина е дека живееме едно чудно време, но зарем во историјата не постоеле тешки времиња. Јас не се сеќам дека еден период немал потешкоти, војна, болести, неповолно за некои уметници, некои дури нивните трудови се признаени постхумно и така натаму. Кажете ми сега што се случува со театарот? Постои ли вистина нека криза или се бараат се веќе откриено, се бараат нови форми? Како се движат нештата? Вие имате конкретен увид. Прво, ова време е тоа е моето време, твоето време, односно нашето време и нема друго. И ќе го искористиме максимално и најдобро што можеме. Чекање на подобро време за мене не е опција и никогаш не ни било. Она е такво како што е, параметрите се такви какви што се и во рамките на тоа ние може да го направиме најдоброто. И не ме интересира ништо друго. Знам дека не е лесно, знам дека е, ама тоа е сега, тоа е нешто друго. Ние треба да си го правиме најдоброто што можеме во ова време во кое што ни е дадено. И ќе го правиме. Каде го гледам, што ни се во театарот се случи еден феномен, ама тој феномен се случи во општествата. Значи, тоа се вика активизам. Активизмот не е уметност. Уметноста може да има активизам во себе. И тоа е големата разлика. Ние, живејќи во, па кажам ние, не мислам на Македонија, значи мислам на многу пошироко, бидејќи го гледаме светот, он функционира на истиот принцип секаде. Не можејќи да се справиме со појавите кои што ни се допаѓаат, моравме да поминеме во активизам. И ти имаш активизам за се и се што денеска. Активизмот беше во почетокот нешто што го коригираше општеството. А сега стана правец сам за себе. И наместо да ги засилиме институциите, бидејќи активизмот се појави како реакција на неделување на институциите. Ние моравме на улица, бидејќи судот го осуди Кежаровски. И тоа не беше во ред. И ние мислиме сега дека ние мораме да ги поправиме, да ги вратиме институциите на параметрите кои што се таму запишени. Да ги отстраниме, односно да се измиеме од тетките и чичковците што подпишуваат се што ќе им дадат и кои ќе им кажат дека треба да се вако. И институциите не се лоши. И така во театарот се случи, да во одреден момент мора, мислам, времето реагираше, имавме активистички представи, само што сега тоа се претвори во за секоја представа е некој чуден активизам и морам да признам дека не можам да ги гледам. Уживам само уште во музиката, првенствено во класичната музика, бидејќи таму се уште има партитура, а за да свириш партитура мора да имаш skills. Јас сум образован човек и морам да имам skills. Во театарот, знаеш, ти не можеш да пуштиш во опера да запее некој што си пеел тамо на кеј. И бил интересен, ќе пее. А во театар почнавме да ги пуштаме кога ќе стигнеме. Зашто? Затоа што тоа било сега така модерно. Па не сум за модерно, сум за класично. И мислам дека таму и кога одам да гледам, сакам да видам виртуоз, сакам да видам глумец, сакам да видам режисер, сценограф, костюмограф, кој знае да совлада и гледам дека има скилс човек. И тоа ме интересира. Зошто се помалку се глуми со ликс, со гест, зошто глумците се повеќе викаат,
зошто во тишина не се толку моќни како оние. Јас, следејќи го театарот, заглавив на една представа на наши глумци камерна од постарата генерација. Беа 4 на сцена и ме подсетија каков треба да биде правоговорот, како е да се биде сугестивен и во најтивките моменти, како е конечно да се живее на сцена, а не да се глуми. Дали го имате и вие истиот впечаток дека е улично речено се сведено на грубијање, дека токму она што го говоревте за архитектурата, за нервозните луѓе, дека имаме се понервозни луѓе, се луѓе нетрпеливи кои што не трпат долги форми, не може да го читаат Достоевски, бараат дигестирани изданија, се да име како стрип, се да име со упатство за употреба. Затоа што тоа пак доаѓа од немањето на филозофија. Да живееш без филозофија е страшно. Затоа денеска луѓето се така изгубени. Мора да имаш своја некаква филозофија со која што се пробиваш низ животот. Таа не значи дека треба биде една. Таа се менува во зависност од која доба си животно. И пак речам, театрот може да биде и ваков и онаков, и се разбира дека тука се прашање на вкусови. Јас зборам само за себе. Кој сака пак ќе си прави што ќе си прави на сцена. Јас зборам за себе и зборам за тоа дека прво мораме да ги разграничиме двата збора, култура и уметност. Ние почевме се да трпаме во култура. Ние сме уметници. Ние не сме. Култура е нешто друго, имаш и култура на храна, имаш под културата сега ти се бута се и се што. Уметност е нешто друго. Одењето во театар, влегување во тој темен простор, гасење на другите перцепции кои што ти и добивање на нешто посебно. Тоа е тоа што луѓето во моментов се повеќе и повеќе го барат, а не знаат дека го има таму. Кога ти на него од сцена ќе почнеш да му го даваш она со што тој е бомбардиран во секојдневието, тој бега од театарот. Аман више од тоа уште и вие заќе ми кажуват. Знаеш, ќе им кажуваш, а денеска дете во градинка знае се за политика. И сега ти него ќе му зборуваш, не. Во театарот идат едни вертикални нитки се спуштаат и они допираат нешто сосема поинако. И тука ти се исклучуваш и се препушташ на еден друг свет и добиваш некои други одговори кои ги нема во светот, во секојдневието ги нема. Да, велат уметност. Сите денес може да се занимаваат со уметност, но јас би рекла дека да, сите имаат право на уметност, но не секој може да се занимава и можеби недостасуваат овие партитури што ги споменавте од класичната музика, да ги имаме и во другите сегменти од уметноста, затоа што многумина мислат дека можат да импровизираат стихино, но импровизацијата е највисоката форма. Јас мислам кога ќе се надмине за да може да се излегува од тие рамки, тогаш може да се импровизира со здрава основа. Но некако се извртени работите, кај нас се сменети. Буквално секој, јас се зачудив дека не постои веќе она рамка што постоела порано за профилот на занимања. Кој може што да студира, што треба да му претходи на тоа образование, за кое работно место може да конкурира. Не случајно се тие исчезнати. Денес е буквално она што го говоревте, дека секој може се. Да, тоа е погрешно разбрана значењето на зборот демократија и дека сите сме исти. И во некое скоро време мислам дека прво да речеме, мислам дека веќе нема да луѓето да може да сите додат да гласаат. И нема ни потреба. Бидејќи се покаже како сосема погрешно. Треба одреден круг на луѓе кој што ќе се квалификува за гласање да има можност да оди на гласање. Тоа ќе бидат 100 до 150 луѓе. Тоа треба да бидат фини тестови во кои што ќе се определат параметрите. Ние ќе знаеме кои се тие 100-150 луѓе. Значи, тоа ќе се бара, друго нема да можеш, ако си осудуван, ако одиш по затвори, по чуда, по вама, па таму нема зашто ти треба да ги изгубиш своите граѓански права и правото на глас.
Така да мислам дека ќе се смени самиот систем. Бидејќи гледате, да речеме, многу важна работа, светот почнува да се чисти од популистите и од популизмот, бидејќи тоа е многу штетна појава за државите. Самите држави сваќаат дека популизмот, он имаше свој подем, ги направи своите глупости што ги направи, ама не донесе нити нешто добро, нити среќа. И сега постои еден процес на повлекување, односно на отцрнување на луѓето кои што политиката и начинот на функционирање го прават преку популизам. Кога ќе го погледнеш Джокер, да речеме филмот, он те учи на тоа. Он те учи дека будала и психопат, дури и кога зборува нешто што ти се согласуваш, е се уште будала и психопат. Ние денеска можем да читам, се појавуваат разни некакви Facebook реченици или на одредени луѓе, и луѓе тоа го лајкаат, ама ти мора да знаеш дека ако некој не е добар, тоа што го кажува и што тебе ти се допаѓа, мора да знаеш дека не е добро. Нема врска што ти кажуваш нешто што ти се согласуваш. Таа личност не е добра личност и ние мораме да ги почнеме да ги правиме тие сериозни разлики. И јас мислам дека минутите одамна помина на овој разговор и не знам што попрво да прашам, но сигурно нема да пропуштам да ве прашам што работите во моментов и дали воопшто може да се планира нешто додека трае пандемијата. Знам дека во главата ви вртат многу идеи и разговорите со режисерите ги замислувам токму вака. Какво е нивното размислување на, односно ме интересира нивната филозофија. Добро рековте, тоа треба да се истакне, да се има, тоа е она што сме го изгубиле. Ми дадовте буквално одговор на што е тоа што ги обединува сите овие аномалии на денешното живење. Што правите во моментов? Во моментов две работи. Правам драматизација на Мајсторот и Маргарита од Булгаков. Тоа треба да го работам во Националниот театар во Будимпешта на пролет. И да речеме го сретнувам истиот тој модел каде што Воланд им дава лага на луѓето, им дава лажни пари и лажни облеки и тие тоа го прифаќаат, дури кога ќе им кажат ама тоа е лажно, тие велат не е важно, само ти лажиме. И тоа е таа популистичка метода кај што не можеме, дури кога знаеме дека не лажат, не можеме да одолееме на тоа да поверуваме во тоа. И тоа е резултат само на немање на филозофија. А втората приказна е Ромео и Јулија, еден текст кој што веќе долго време се подготвувам да го спремам и сега ќе го работам во Марибор, во мојот театар. И некаква работам заедно со Марија Нечак. Марија Нечак ја работи музиката. Се обидам да направам некој тип на мюзикл базиран на делото на Шекспир Ромео и Јулија. Го споменавте Маријан Нечак, за среќа имавме можност да го видиме девојчето со жиците во Скопје и тој е многу успешен, истата приказна како вас и долго време се договараме за гостување, но сега како што поминуваат емисиите со овој онлайн начин на разговори, можеби ќе го убедам дека побрзо ќе се сретнеме пред камерите. Јас ви посакувам се што имате зацртано да остварите. Не сопирајте со вашите забелешки на Facebook, со критиката на општеството, зашто не знам дали сте самите свесни, се од големо значење. Ако ништо друго, кога ќе не изместат, ни потврдувате дека сме на вистинскиот пат и добро расудуваме, затоа што денес е тешко и да се остане здраворазумен. Јас од книгите што го имам тука, кога ќе се видиме во живо од Арс Ламина во било која книжарница од литература МК, ќе можете да си подигнете некој подарок, но ви препорачала да ја земете на Ноам Чомски како подарок, кој владее со светот. Ако имате одговор добро,
ако не ќе продолжиме да се прашуваме, конечно ќе видиме и кој ќе ни ги даде вакцините, па да знаеме конечно кој владее со сите нас. И од таков мајстор се развива дека ќе биде задоволство да ја чуем неговата верзија. Благодарам, Александар, се најдобро. Да, ти благодарам многу за поканата, баш убав разговор и да се чуваме, да бидеме добри и да биде се како што треба. Благодарам многу. Исто и вам.